Почитуван председател на владата, почитуван министар за транспорт и врски, почитувани граѓани, почитувани присутни. Ова 2023 година ќе остане запаметена како година на историски најголеми инвестиции во сообраќајна инфраструктура во земјава од осамостојувањето па наваму. Меѓутоа, она што е особено значење е дека ова не се однесува само на еден инфраструктурен проект, туку на една обемна и амбициозна програма на владата на Република Северна Македонија, на ЈПДП, годишна и повеќе годишна програма за изградба, за реконструкција, реабилитација на автопатишта, регионални патишта насекаде низ државата. Ова градежна офанзива за патна мрежа треба да донесе подобра, побрза и посигурна патна комуникација, но и дека ќе придонесе за економскиот развој. Почитувани, денеска заедно со премиерот Ковачевски и министрот Бочварски од близко ја следивме пробивувањето на втората цевка на тунелот од 150 метри на експресниот пат А1 градско Прилеп, односно втората делница Фариш-Дренов. Можам да констатирам дека сме задоволни со динамиката на работите, но ќе бидеме уште позадоволни со фактот дека со новата патна мрежа ќе можеме да сметаме и на дополнителен развој и компетитивност на овој дел од Пелагоничкиот регион. Секако, новото патно решение носи и поголема безбедност, особено во овој дел кој што важеше за црна точка. Ќе повторам уште еднаш, градежната офанзива во патна инфраструктура низ државата продолжува. И во владата, и во ЈПДП сме и повеќе освесни дека вложувањето на патна мрежа, осовременување на патиштата, изградбата на нови, завршувањето на европската коридорска мрежа, што поминува низ нашата земја, коридор 8 и коридор 10D, е од круцијално значење за развојот на земјата. Посветено работиме и ќе работиме да создаваме подобри услови за просперитет и благосостојба на сите региони во државата поеднакво.